Добро утро и среќен ден ви посакувам на сите вие кои што во овој дел од денот сте раднобудни со оглед на тоа што денеска е неработен ден, бидејќи ни се случуваат седмите поред претседателски избори. Денеска Македонија гласа. Знам дека многумина веќе сте будни, веќе сте со нас тука на фреквенцијата на Алфа телевизија и со нетрпение чекате да ги чуете најновите известувања, најновите информации за земјава, но и за светот. Но денеска фокусот ќе биде на предстојните избори. Имаме температури од 12 степени над нулата, се уште имаме свежи утра и така ќе биде се до сабота, кога имаме нагло покачување на температурите и подобрување на временските прилики, но еве на графиконот доколку погледнеме ќе видиме дека и денеска имаме променливо облачно и потопло време со сончеви периоди во текот на денот. Попладне ќе има локален слаб дожд, краткотрајно пороени услови за појава на ретки грмежи, ќе дува умерен, а во западните делови повремено и засилен ветер од југозападен правец, додека во Скопје променливо облачно, потопло со сончеви периоди. Како што реков, максималните во Скопје до 22, во Полошкиот регион многу пониски, до 10 максимални, 16 во Охридско-Преспанскиот регион, во Беровскиот крај максимални 19 степени и секогаш највисоки температури во јужниот дел од земјава до 24, но преовладува променливо време со услови за повремени грмежи и врнежи. Верувам дека каква и да биде промената на временските прилики нема да ги поремети вашите планови, како што и верувам дека секој полнолетен граѓанин, жител на нашата земја, на Македонија, денеска ќе го исполни своето граѓанско право. Инаку, што се однесува до содржините, за денеска ви искриравме многу прилози, многу разговори, многу интересни промо материјали ќе видите денеска заедно со нас и со нашите гости. Имаме прво професор доктор Гордана Ристовска ќе биде наша гостинка во 7 часот и 40 минути, раководител од Одделението за здравствена безбедност и храна при Институтот за јавно здравје, кој оваа година одбележува 100 години од нивното постоење. Така да со задоволство ќе споделиме многу од битните настани кои што во овие 100 години го направија институтот да обстои и да прави добро за сите граѓани на земјава. Имаме прилог на колешката Ирина Спировска, која разговараше со музичарот и кантавтор Блаш Моротов, кој што промовира нова песна насловена како Бог да ми даде сила. Па имаме еден разговор на колешката Ирина Пепелјуговска-Цветановски, која разговараше со Васил Петрушевски, Милица Петрушевска, собственици на Зелена република, за тоа што значи консумирање на здрава органска храна, какви се придобивките, кои се начините и стандардите за таа да се одгледува и така натаму и така натаму. Па имаме едно промо на еден спот на нашите гости Кристина и Слободан Трајанови, кои што направија нова песна "Љубовта е се што имаме", па ќе ја запознаеме 12 годишната Нина Спасовска, која што на еден голем меѓународен надпревар освои дури 7 награди во танцување. Па, доколку имаме време, се разбира, ќе го погледнеме и прилогот на колешката Ивана Крстевска Јаневска, која разговараше со Петар Грашо, кој што има ексклузивни концерти во Македонската филхармонија во текот на наредните неколку денови. 2 концерти се веќе распродадени, а закажан е и трет концерт. И не се сомневам воопшто, бидејќи тој има навистина огромна публика во нашата земја. Тука некаде предлагам да го погледнеме промо материјалот, па потоа краткиот преглед на денот и започнуваме со Удружењето Наше, со оглед на тоа дека е молк се уште и дека поради нормативите за медиумски известувања и за време на изборниот молк кој што ги налага Агенцијата за визуелни услуги, медиумски услуги, нема да имаме телефонски вклучувања, што значи дека и денеска ќе ми недостигате многу, како и вчера што ни недостигавте, но знам дека вие сте трпеливи и дека повторно ќе се дружиме, се разбира, кога ќе ни налагаат така приликите, верувам веќе уште од утре. Одиме со промо материјалот. Во Добро утро секое утро ќе гледате. Нина Спасовска со само 12 години освои 7 награди на неодамнешниот меѓународен надпревар во танци. Љубовта е се што имаме насловот на новата песна со видеозапис на Кристина и Слободан Трајанови.
Под мотото 100 години чувар на вашето здравје, Институтот за јавно здравје одбележува 1 век постоење. Одгледување на зелените органски производи, што значи органско производство и зошто да конзумираме органски производи. Ексклузивно на Алфа, нова песна и видеозапис на Баже Моротов. Верувам дека уживавте во овој прекрасен рецепт, а сега вообичаено во овој термин од нашава утринска емисија ги поздравуваме нашите пријатели во инфоцентарот на Автомото Сојузот да ги чуеме најновите информации за околностите на патиштата и граничните премини ова среда. Добро утро за Борче Стојановски, повелете со најновиот извештај. Добро утро вам, ви благодарам. Во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречано, без забрани, но по влачни клоузи. Во ранете утрински часови интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини сега за сега се уште е умерен. Исто така на граничните премини од македонска страна не се бележат поголеми задржувања за влез и излез од државата. Како и секогаш ќе препорачаме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе полог временски период се изведуваат работи на патот, а исто така и на оние делници кои минуваат преку планинските премини, клесурите и засеците, каде поред временските услови изголемена е можноста од појава на поситни одрони. Ова посебно се однесува с делниците Катланова, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Бирово и Кочани, Делчево. Накратко утринава, тоа е се засега од инфоцентарот на Амасона. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да надобијат на телефонскиот број 15555 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На сите оние кои патуваат, им сакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам, многу пријатен работен ден и вам, се разбере и на сите кои ова утро, иако е неработен ден, сепак се на своите работни места. Инаку од информации наши и на колегите кои што живеат некаде во делот околу општина Аеродром и Ново Лисичо, рано наутро имаше многу густа магла, која ги оневозможи да стигнат навреме, но верувам дека сега веќе во 7:30 часот маглата ја нема и можете комотно да се движите низ сообраќајот. Како и да е време за најновите вести, знаеме дека денеска е ден во кој што имаме избори, Македонија гласа. Колегата Лазе Темелков е подготвен да ни ги презентира најновите утрински вести. Под мотото 100 години чувар на вашето здравје, Институтот за јавно здравје одбележува 1 век постоење. Нина Спасовска со само 12 години освои 7 награди на неодамнешниот меѓународен натпревар во танци. Како што погледнавте веќе и во најавата, 100 години постоење Институт за јавно здравје одбележуваме денеска. Добро утро и добре ни дојдовте. Со нас ова утро се разбира по овој повод е раководителот на Оделение за здравствена безбедност на храна при Институтот, професор доктор Гордана Ристовска. Честитки за овој навистина убав, значаен јубилеј. Јас не знам, не паметам кога сум имала прилика да говорам за 100 години постоење на некаква институција. Секоја чест. Да, ви благодарам на честитките. Ви благодарам и на поканата и можноста еве да го презентираме овој многу значаен јубилеј пред се за нас како институција, меѓутоа и за целата држава и за нашето население, бидејќи работиме за здравјето на нашето население и како што ние велиме за јавното здравје. Браво. Професорке, кои се и какви биле условите кои довеле до поставување на основите на денешниот Институт за јавно здравје? Да, интересно е да се следи историјатот од основањето. Да. Значи, во далечната 1924 година е формиран Заводот за тропски болести. Тоа е, значи, првата институција од превентивен карактер. Зошто е токму така наречена? Заради тоа што во тоа време била актуелна многу маларијата, односно имало голем број заболени од маларија и се работело многу во однос на искоренувањето на маларијата, како што ние велиме, односно во превенцијата да се намали бројот на заболени, а потоа во лекувањето, нели.
Интересно е тоа, дури до 1973 имало континуирани, да речеме, активности, кога го добиваме сертификатот дека конечно сме ја искорениле, односно сме ја елиминирале маларијата. Покрај маларијата, тогаш биле актуелни и други заразни заболувања и исто така многу се работело на здравствено просветување на луѓето, значи во однос на формирање на првите хемиски и микробиолошки лаборатории за тестирање на покрај на хумани материјали, на храна, на вода и лекови. И сето тоа се случува во овој Завод за тропски болести, кој со текот на годините го менувал името, најчесто Хигиенски институт или Централен хигиенски завод и така натаму. Браво. Инаку на нашата масичка овде ја имаме и монографијата, која што е всушност само промоција на оваа монографија 100 години Институт за јавно здравје, една од начините на кои што го одбележувате овој еден век постоење. Колку време се работеше оваа монографија и кој зеде се учествува? Значи, овој јубилеј представуваше истовремено и предизвик, еве нешто да оставиме и за следните генерации, да го документираме нашето постоење и работење. Во оваа монографија учествува фактички уреднички тим од вработени од Институтот за јавно здравје, кој што јас го предводев. Значи, секој од раководителите во институтот даде свој придонес во однос на активностите во последните 20 години, бидејќи за 80 години исто така имавме монографија, со тоа што сега нели кратко се осврнавме на историјатот, но повеќе акцент дадовме на последните 20 години да го прикажеме развојот на институтот, како ги следи современите технолошки и научни текови. Бидејќи во последниве години постојано зборуваме за медицина базирана на докази. Значи мораме и во таа насока да го следиме развојот. Особено заради тоа што во институтот постојат и лаборатории од областа на микробиологијата, од областа на контаминација на храната и водата, следење на квалитетот на храната и водата, за да можеме сето тоа да го правиме, нормално дека треба да го следиме и современиот технолошки развој. Секоја чест. Не е непристојно ако прашам колку години сте вие дел од Институтот за јавно здравје? Јас сум околу 23 години вработена во Институтот за јавно здравје, меѓутоа тоа ми беше второ вработување. Па и не е малку, 23 години воопшто не е малку. Мислам дека тоа се најпрогресивните години во технолошка смисла и развој на интернетот и се останато, за да можете да бидете сведок на многу чекори на напред движејќи се. Кажете ли, кои се поголемите, поглавните, клучните активности со кои што се занимава Институтот за јавно здравје? Значи, ќе морам да ги споменам оделите, одел за епидемиологија, чија главна активност е следење, рано откривање и превенција на заразните заболувања. Оделот за епидемиологија, верувам сите наши, односно епидемиолозите ги запознаа сите наши граѓани во текот на пандемијата со COVID-19, бидејќи беа многу активни, тие се секако активни, меѓутоа знаете колку беше. Когаш најмногу слушавме за вас, секој ден по 5 пати минимум. Ете така, нашите извештаи, нашите епидемиолошки анкети, колку се заболени, што е превземено, колку се хоспитализирани и така натаму. Се разбира во соработка со другите институции, никогаш сами тоа не можеме ние да го направиме, со регионалните центри за јавно здравје, кои исто така придонеле за овој развој. Понатаму имаме добро развиен одел за микробиологија, каде што ќе го истакнам посебно оделението за вирусологија, каде што се прават овие вирусолошки тестирања во однос на изолација на вируси, во однос на секвенционирање на вируси. Ете, тоа е, да речеме, нешто најново што го воведовме во последниве 4 после пандемијата, значи, 4 години ќе дојдат. Понатаму имаме одел за здравствена екологија, каде што се прави анализа на различни опасности од животната средина на кои ние луѓето сме изложени, односно проценка на здравствените ризици.
понатаму некого да не заборавам, одел за здравствена статистика, многу важен за целиот здравствен систем, бидејќи тука се собираат сите податоци и се обработуваат во однос на заболувањата и морталитетот од различни заболувања. Зошто е тоа важно за креирање на идните здравствени политики? Мораме да знаеме каква ни е здравствената состојба на населението ако сакаме да креираме здравствени политики кои што ќе бидат нели во функција на унапредување на здравјето. Имаме посебен одел за здравствена промоција. Тука е акцентот ставен на здравствено просветување на населението, значи се подготвуваат многу материјали, кампањи, публикации во однос на подигање на свеста за здравјето кај населението, пред се на животниот стил. Знаете, бидејќи стилот на живење има големо влијание врз развојот на хроничните незаразни болести. Значи, не ги третираме само заразните болести, туку и незаразните болести, со цел нели да го продолжиме животниот век, да го унапредиме здравјето на луѓето. Затоа во слоганот стои чувар на вашето здравје или чувар на јавното здравје. Секоја чест, рековме само 23 години, иако не се малку дел од Институтот за јавно здравје, но верувам во овие 23 години сте сведок на многу големи достигнувања. Кој од најголемите достигнувања во овој минат век, кој што е обележен во монографијата, ќе би ги акцентирале или ги би потенцирале ова утро? Веќе го споменав тоа секвенционирање на вирусите и метагеномска детекција. Тоа е во областа на вирусологијата. Во однос на од областа на здравствена екологија би го и воопшто сите одели би го потенцирала тоа учеството во мултисекторски тимови и во креирање на стратегии и акциони планови кои што треба да бидат еден патоказ каде треба да се движи нели државата во однос на креирање не само на здравствените политики, туку и на останатите политики, заради тоа што здравјето не се состои само во здравствените политики, значи и во однос на да речам во политиките за животната средина, на пример, заради тоа што треба да смееме да ја занимаруваме, да. Од таму поготово ако знаеме дека најголем проблем во нашата средина не е загадувањето на воздухот, значи тука исто така имаме учество. Би ја истакнала исто така и соработката со меѓународните институции, значи имаме редовна соработка со Светска здравствена организација, со Европскиот центар за контрола на болестите, исто така дури со Центарот за контрола на болести на Соединетите Американски држави, и сега и со некои други европски агенции во однос на детекција на микроорганизмите и така натаму. Колку институтот успева да ги следи современите трендови во превентивната медицина? Се трудиме да ги следиме, сметам дека успешно ги следиме, иако секогаш нели постои простор за подобрување. Еве тоа не го споменав, например во институтот се одржува и постои функционира автоматски мониторинг систем за радиоактивноста на животната средина и тоа е сега единствен во државата и преку тоа испраќаме информации нели и во другите интернационални организации, пред се во Меѓународната агенција за атомска енергија, и тој систем беше во последнава година зајакнат со нови мониторинг станици. Да, продолжуваме да го напредуваме јавното здравје, така? На кој начин, на што сте сега фокусирани? Видете сега, кардиоваскуларните заболувања се број 1 причина за смртност кај населението и тука и малигните заболувања, да не заборавиме. Значи, во тој поглед учествуваме во однос на промоција, едукација на населението, но исто така учествуваме и во спроведување на програмите за скрининг за рано откривање. Сметаме дека на тој начин значително би се, доколку болеста се открие на време, може да се превземат мерки нели за рано третирање, со тоа што третманот не останува, не се одвива кај нас, се одвива во здравствените институции од областа на куративата. Да. Многу среќа на сите
пациенти кои што поминале низ здравствениот систем. Посакувам успешна разрешница на било какви нивни здравствени проблематики. Честитки на сите ваши колеги од институтот, на сите кои што 100 години ја граделе оваа успешна приказна, па и слава и почит за оние кои не се веќе меѓу нас. Верувам дека за некој следен јубилеј повторно ние ќе говориме за убави нешта и повторно ќе охрабруваме луѓе да бидат дел од овој институт, бидејќи здравјето, како што рековме, е најважно за да можеме да креираме други успешни политики. Ви благодарам многу што ова утро бевте наша гостинка. Ви благодарам и на вас за возможноста. Честитки за овој еден век постоење на институтот, а она што сега сакам да го најавам е прилогот кој што ќе ни открие една друга страна на секојдневието. Музиката е нешто со кое секогаш денот е поубав. Блаш Моротов, кантавтор и музичар кој долги години постои на нашава сцена, има нова песна која што се вика Бог да ми даде сила. Да ни даде сила да истраеме во сите животни искушенија и да ги надминуваме со трпение, со музика, со многу љубов, но и со верба и со надеж. Го огледаме прилогот, а потоа продолжуваме со сите останати содржини. Музичкиот сестран уметник, композитор, кантавтор, интерпретатор, професор по контрабас и страствен љубеник во музиката, Благој Блаш Маротов промовира нова композиција која ексклузивно гледачите на телевизија Алфа ќе имаат можност први да ја слушнат во нашиот етер. Во моментов се наоѓаме во скопската пицерија Боними во населбата Автокоманда и не случајно го одбравме ова место, бидејќи е ова местото каде што пред многу години Блаш заедно со својата прекрасна сопруга Јуле има една убава свирка, еден убав настан кој што им отвори порти на музичката сцена. Пред се здраво, добро утро и едно големо благодарам во име на телевизија Алфа и на сите наши гледачи што токму ние имаме привилегијата да го промовираме твојот најнов видеозапис и новата песна Боже дај ми сила. Добар ден и здраво и благодарам пред се на сите овие убави зборови. Не знам од кај да почнам, навистина многу големо представување, благодарам Ирена. Да почнеме од тука, да почнеме од Боними. Зошто токму Боними го одбравме од толку многу места за да го направиме денешниот разговор? Некои работи се случуваат сами по себе. Искрено, кога се договаравме да овдека се сретнеме за ова интервју, воопшто не помислив на тоа. Моментот кога се спуштив по скалите во овој мал простор, се сетив дека всушност не една, туку неколку свирки имавме тука. Као редовно свиревме со Јуле на нашиот почеток како дуо Маротов. И така ми се вратија едни спомени, па беа наши пријатели Фис и Наум и други тука доаѓа, се дружевме, така дојде инспирација кај Фис за една песна да направи за Макфест на кој што прв пат настапивме. И така тргна работите во некоја добра насока. Инаку, мене ми е посебно задоволство што ете песната ќе можам да ја промовирам на под наводници мојата Алфа, да речем, затоа што нели знаеме. И заедно бевме долги години во неколку проекти на телевизија Алфа и мене ми е посебно задоволство што ете мојот најнов проект ќе го промовираме овде. Каква е новата песна? Што е она што се главните карактеристики на Боже дај ми сила и како настана самата композиција? Да, убаво што ме праша. Ова песна е една од ретките што не намерно, но веројатно нешто ме терало, ја работев најдолг период. Значи, кога зборувам долг период, мислам на правењето на аудиото, на аранжманот, на спеење, снимање, па вокали и сето тоа, нели, сите елементи кои што се потребни да се направи еден производ. И самата ме тераше да внимавам на сите ситни детали, односно да се направи една комплетна композиција, што јас верувам во неа искрено. А насловот исто така, правејќи го текстот, случајно ми дојде Бог да ми даде сила. Љубовна тема е секако, како што некаде вака низ разговор кажав, почетокот ми е малку една позитивна иронија, нели, меѓу двајца, па потоа
доаѓа тоа главното. Инаку текстот требаше да биде на нашиот познат текстописец на Цане Трајчевски, но мене ми дојде идејата за една друга тема и се одлучив сам да го сработам сето тоа. Вечерва ти си икона што свети далеку од туги очи. Освети ме, влези во моето срце, тоа чука за тебе. Песната е подвижна, да наречам брза, во еден ведар ритам со убава мелодија. А јас би рекол вака, ако 3 пати ја слушнат песната им се допадне, тогаш нека лајкуваат. Затоа што мислам дека за секој музички материјал не е доволно еднаш да се слушне и да се донесе заклучок, искрен. Јас верувам дека ќе им се допадне на гледачите и на слушателите. Тоа е едно интересно парче од неколку минути, да речам, кај што има интересни моменти и во аранжманот, и во пратечките вокали, и во самата мелодија, и во текстот. Па, морам да споменам дека правејќи го аранжманот ми дојде идеја да биде тоа со устна хармоника и тоа многу вешто и многу убаво се вклопи. Мојот колега Панче Бојклиев, исто така професор во МБУЦ, го поздравувам оваа прилика, Панче, даде еден убав шмек на целата песна и тотално го сменивме уводот кога се појави устната хармоника, што мислам дека прави едно добро, вистинско освежување. Колку видеозаписот, видеоприказната ја следи пораката која што всушност сакаш да ја принесеш со композицијата Бог да ми даде сила? Па, всушност, видеозаписот не ја следи многу текстот на песната, не го следи. И тој е правен, како да речем, мојот помал син во комуникација со една музичка продукција, видеопродукција од Нови Сад, Ghost Production. И во соработка со нив, тие го изработија видеозаписот. Мене ми се допаѓа во еден вака несекојдневен стил, во една стара просторија, каде што имам одредени пријатели кои што се во мојот бенд. Тука се би ги споменал Дамјан, Саве, Иван, Кукич, Маријан и Горан. Сите тие направија да има еден убав амбиент и една пријатна слика. Ја искрено кога го видов прв пат спотот, за мене секогаш е тоа репер, дека почувствував дека ништо не ми пречи. Има една топлина, има убава слика и мислам дека за гледачите и тоа е важно, нели, може да има некоја приказка што има длабочина, но треба да има и за окото, бидејќи сепак е тоа видеозапис. Оние што ја слушнале песната, значи кругот на најблиските пријатели и соработници, велат дека ова ќе биде еден од најголемите, ако не и најголем хит на Блаж Маротов. Ќе биде ли така? Па, јас секогаш сакам да бидам скромен, но овој пат мислам дека и очекувам дека ќе биде така, затоа што, како што кажав, до сега содржи доволно елементи за да биде хит. Нели, што е тоа хит? Хит е пред се добра мелодија. Еве, вчера баш ја пуштив на една пријателка која што е музички уредник. Ми напише овака: ова е песна што слушнав дека има песна. Повеќето денешно што се случува, еве сега да не бидам груб со зборот, дека е некако, да не кажам јаукање, ама ете, не слушнале дека овдека има песна и мене тоа ми е драго. Каде ја црпеш инспирацијата? Затоа што последниве години на вистина неуморно и со една континуирана динамика создаваш нови песни, нови хитови кои што се вистинско освежување во ова тешко и мрачно време. Еве, ако можам така да се изразам. Од каде таа неисцрпна инспирација? Искрено, додека го поставуваше прашањето, јас се прашав исто така во себе. Мислам дека одговорот е содржан во две страни. Едната страна е моето долгогодишно искуство и познавање на повеќе жанрови на музика и нормално минато кое што се базира и на светската, и на југословенската музика, и на македонската музика. И мислам дека взаемно се поврзани тоа познавање, тоа чувство за
да се прави музика за да им се понуди на слушателите тоа што, нели, ја го чувствувам, секој си чувствува на свој начин и прави музика од различни аспекти, некој од материјален предизвик, некој од не знам како, друг порив. Ја чисто музички, јас сум влюбеник во музиката уште од мали нозе и сето тоа склопено со таа желба и некакво знаење да го преточам во некои ноти кои што мислам дека ќе им се допаднат на слушателите и барем за сега имам добар фидбек и од досегашниве песни. Точно е дека од пандемијата навака некако повеќе се свртев кон создавање на понови музички материјали. И додека ме држи желбата, ја мислам дека ќе работам уште. Ки те видиме ли годинава на фестивалските сцени повторно, затоа што минатата година имаше забележителни фестивалски настапи, какви се плановите за оваа година? Па за сега немам некој план, може да се случи инцидентно. Тука е Охрид фест, не знам што ќе се случува, за сега немам ни идеја за песна за таму. Минатата година имав една убава балада Забораваш на текст на Огне Неделковски. Ке видиме како ќе дојдат инспирациите во следниот период. Сега сум посветен буквално на презентацијата на Бог да ми даде сила. Искрено имам во себе една возбуда, очекувам да видам како ќе реагира публиката. Епа, Бог нека ти даде сила да твориш уште долги години на музичката сцена, а ние да уживаме и да се насладуваме на твојата музика. Благодарам, Бог да ми даде сила да летам и без крила, макар на крај на светот била, така завршува тој стих целиот. Јас очекувам добар прием на песната, но тоа сепак го оставам на гледачите и слушателите. Нели, ние сме од едната страна, а тие се судиите кои што добрите судии, мислам, позитивните, ќе дадат своje мислење, своje видување и очекувам добар прием. Благодарам за разговорот и уште еднаш секако голема благодарност за ексклузивноста да видиме први кои го промовираат ова твое ново музичко дело. Благодарам, задоволството и мое големо и поздрав до сите гледачи на Алфа ТВ. Večera ti si ikona što sveti daleku od tugi oči. Osveti me, vlezi vo moj to srce, toja čuka za tebe. Luduva noćva po tebe. Ne me vraćaj
Дукати пак да те купам. Бог да ми даде сила да летам и без крила, макар на крај на светот била. Не ме враќај, пушти ме уште еднаш, со љубов пак да те купам. Со два-три сладки збора да влезам в душа твоја, да треперам ко лист по гора. Makar na kraj na svetот bila. Потполно сум сигурна дека ова утро ви годеше овај убав латино ритам и ве размрда, ви даде доволно енергија за еден поинаков пристап на денот, бидејќи со музиката, посебно и со танцот, се е возможно. Од музиката се селиме во областа на танцот, но тука е некаде сродни се и едното и другото, како брат и сестра. Ќе ја запознаеме младата Нина Спасовска, која што има само 12 години, но неодамна на еден голем меѓународен танцов надпревар, Diamond Dance Competition, таа освои дури 7 награди. Заедно со Нина и со Евгенија Арсова разговараше нашата колешка Ирина Спировска, а многу повеќе детали околу талентот на Нина и се тоа на кое што не ја изначи живота, тоа е танцот и музиката, ќе погледнеме во прилогот. Танцовото и фитнес студио Dancers United со години наназад продуцира врвни танчери и танчерки кои освојуваат многу медали и пехари на танцови надпревари, како на домашна, така и на меѓународна сцена, и тоа во разни категории на танци и на европско и на светско ниво. Неодамна се одржа Diamond Dance Competition, на кој танчерите на Dancers United повторно блеснаа во полсјај и освоија многу награди, што беше повод денес да ги посетиме во нивните простори и да поразговараме со менторот, танчер, надпреварувач, инструктор, обучувач Евгенија Арсова. Евгенија, збордва за надпреварот на кој што уште еднаш покажавте зошто сте запишани на самата листа на врвот од танцовите студија во нашиот главен град. Па пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата. А околу надпреварот, ова беше проект на кој што сите ние неизморно работевме 10 години. Јас сум тука веќе 10 години и откако сум тука почнуваа идеи за некаков надпревар, за нешто големо да се направи и сега конечно се реализираше. Diamond Dance Competition е интернационален надпревар. Имавме танчери од Грција, Романија, од тука Македонија секако, имавме танчери од Србија, така што сите соседи не посетија. Беше навистина прекрасно искуство, мислам дека сите преубаво си поминаа. За сите танчери беше
нешто големо, нешто наше тука, но светско, така би го нарекла. Во колку категории учествуваат танчерите на Dancers United? Танчерите на Dancers United учествуваа во над 10 категории. Имавме танчери кои што се надпреваруваа во категорија хип-хоп, балет, класичен и модерен воедно и латино танци секако, а овие се само грубо кажано, мислам, категориите, сите тие си имаат и субкатегории, или сола, дуа, трија, групи, формации, така што епте многу. Кој беше најуспешниот и најнаграден танчер од Dancers United? Па може да се каже дека за овој надпревар Нина беше најнаградениот танчер, Нина Спасовска. Тој е солист по латино танци, кој што јас го тренирам веќе 2 години. 2 години имаме прекрасна соработка и се гледа со наградите дека таа соработка е плодна, се надевам, уште многу долго соработување со неа. Нина, пред се честитки за освоените 7 први места на неодамно одржаниот надпревар Diamond Dance Competition, со кој што покажа со каква љубов и посветеност го користи своето слободно време и го изучуваш танцот во Dancers United. Од колку години доаѓаш тука? Па пред се сакам да ви се заблагодарам на поканата. Навистина ми е огромно чест и задоволство што токму вие ми го правите првото интервју. Во танцовиот свет сум навлезена од мојата 6-годишна возраст. Мојата приказна е искрена, многу интересна и многу случајно се случи за да се запишам во овој клуб Dancers United. Бев прво оделение и бевме излезени заедно со моите родители во еден ресторант, во чија близина имаше спортска сала и тука наминува девојки многу убаво облечени, стокмени, нашминкани и Јас веднаш се заинтересирав за нив и им кажав на моите родители да одиме во спортската сала. И веднаш кога влеговме, многу се заљубив во тоа, во стилот на кој што игра, како беа облечени, како беа стокмени, и им реков на моите родители сакам да танцувам како нив. И мојата мајка веднаш се заинтересира за клубот и веднаш од следната сезона почнав да танцувам овде. И од тогаш во континуитет доаѓаш тука, танцуваш, но во континуитет и настапуваш на разни надпревари. Која беше првата награда што ја имаш освоена? Па моите први надпревари секако дека започнаа тука во Македонија, поточно во Скопје. Тоа беше државно првенство и на тоа првенство ги освоив моите први медали. А надвор од Македонија? Да, потоа следува и интернационални надпревари, од нив можам да издвојам Атина, Темишвар, Осијак и многу други. А надпреварот кој што мислам дека никогаш нема да го заборавам, кој што е на највисокото ниво, тоа е во Полска, поточно во Варшава. Тоа е надпревар на светско ниво и минатата година ми беше прв пат да се надпреварувам на сцена со танчери кои што се многу квалитетни, многу успешни, да, и навистина ми беше тоа едно голямо искуство за мене, а и за цел клуб. На Diamond Dance Competition, како што споменав, му освои дури 7 први места. Во кои се категории настапуваш? Па прво настапува во соло open категорија. Тоа е категорија во која што се надпреваруваме со повеќе девојчиња од повеќе држави. Потоа го освоив првото место и за соло шоу категоријата. Ми беше прв пат да играм со нова кореографија Коко Шанел. И последното место, односно последното прво место го освоив со групата формација Vintage. Уште еднаш искрени честитки, да се радуваме уште на голем број твои успеси и не само твои успеси, туку успеси на танцовото и фитнес студио Dancers United. Благодарам.
Сани ми сани, конја да спремаш, конја да спремаш, на пат ќе одам, на пат ќе одам, туѓа туѓина. Браво, добро утро со песна од нашето студио. Честитки за Кристина и Слободан Трајанови, нашите прекрасни музички гости кои ова утро ни допатуваа од Радовиш. Како сте ми? Добро сме, благодариме на прашањето. Вие како сте? И добро звучите, морам да ви кажам, Цобе. Браво. Благодариме, Да. благодариме. Прво добро утро до вас и до сите гледачи на Алфа телевизија. Да ги поздравиме сите гледачи. Мило ни е за поканата, благодариме уште еднашка. Да. Овде сме ова утро за да ги заокружиме и за да си посакаме уште следни 20 години успешна работа. Вие од оваа година одбележувате 20 години од вашето заедничко музицирање, така? Па да, во суштина нашето тезгарење, така кажано популарно помеѓу музичарите, ние имаме јубилеј оваа година, 20 години од нашето постоење на музичката сцена. Да не икам да го користам тој термин естрада. Ти си професор и може би тој збор е посоодветен за оние кои не се музички квалификувани, но со оглед на тоа дека ти имаш квалификувано музичко образование и би рекла дека тој збор и не ти прилега многу, но и двајцата сте професори. Не си само ти професор, професор е и Кристина и тоа професор по социологија. По социологија, јас би сакала да ги поздравам сите мои колеги пред малите екрани, да им посакам се најдобро. Јас исто така, освен што сум професор по социологија, имам завршено и англиски јазик и книжевност. Вработена сум во гимназија Коста Сусинов веќе скоро 20 години. Од социолошки аспект, што прави музиката? Колку менува нешта музиката? Музиката, значи, влијае врз обликување на целиот поглед на свет. Обединува, поврзува, исцелува, и е носител подига. на целиот процес на глобализација, поврзување на човештвото во една целина, да кажеме. Вистински би бил сиромашен овој живот да не постоеше музиката, така, нели Цобе. На крајот на нашиот разговор ние ќе го промовираме најновото, за кое сме денеска дополнително тука многу расположени со оглед на тоа што најновото, а тоа е Љубовта е се што имаме, е снимано во Венеција. Ова видео издание кое денеска промотивно ќе го погледнеме на Алфа телевизија. Како дојде до оваа венециска приказна љубовна? Па вака, сите наши колеги, значи, снимаат за љубовта, за љубовта еден кон друг. Гледаме од Венеција фотографии, инсерти и од Венеција, ама и од вашата соработка 20 годишна со колегите. Инаку на оваа слика сме тројцата. Со синот заедно, кој исто така музичар и спрема нешто ново наскоро, така? Наскоро, да. Во очекување сме на неговиот спот, инаку тој претходно има снимано и друг спот, а во следното издание, сега за прв ден Великден, ќе биде објавен и неговиот спот на Исток Циганка, на хармоника. Инаку тој е ученик по клавир, инструментален оддел, а свири и народни инструменти, гајда, кавал, зурла и хармоника плюс свире. Инаку за спотов, конкретно, љубовта е се што имаме, значи не се мисли на љубов помеѓу луѓе, а буквално на љубов кон се. Значи, на се во општеството и се што не обкружува и првично размислувавме дали нашиот прекрасен Охрид, дали во соседството до Солун. На крај испадна Венеција, која е една прекрасна дестинација, во најмала рака, јас сакам тоа да го кажам, кога веќе имаме таков текст со таква музика, исто да ги поздравиме Орце Зафировски, текстописецот, и мојот драг колега Дарко Илиевски, кога веќе испадна целиот аудио проект таков како што испадна и немаше причина зошто да не е Венеција. Венеција знаеме дека е градот на љубовта, љубовта... Невидена инспирација е Венеција. И целата Италија е сушност земја
која не знам дали има човек кој може да ја доживее така обично или како и останатите земји на овој дел од светот, но сакам тебе Кристина да ми раскаже повеќе од женски аспект како ја доживеала Венеција, бидејќи ние жените знаеме да бидеме многу поромантични и да забележуваме детали кои мажите и не ги забележуваат. Што беше тоа што најмногу те фасцинира во Венеција? Во Венеција најмногу ме фасцинираше, значи, обликот на, да кажеме, архитектурата. Се има некоја, значи, античка смисла, да кажеме. Нивото на водата ме интересира на морето какво беше, бидејќи има периоди во годината кога морето е толку качено нивото на водата. Не, нивото на водата си беше нормално. Нормално си беше? Не кажавте со гумени чизми по улици? Не, немавте такви искуства, бидејќи многу туристи ги гледам кога споделуваат своји објави со чизми гумени во тие бескрајни реки од вода по улиците, ама сите ноншалантно се чувствуваат. Најчудно мене ми падна како е сето тоа изорганизирано. Каналите, како функционираат. Нивото, значи, знае во исти ден, да не кажам и во 1 саат да се покачи и да се спушти, меѓутоа луѓето се толку организирани таму. Имаат стратегија, имаат огромна стратегија, значи, да го заштитат и градот и туристите кои се наоѓаат во моментот таму. Тие на плоштадот, значи, поставија за 15 минути цел плоштад, поставија парапети, односно оноа заштита, да. Да се качат на дрвени даски, луѓето да не газат во вода. Значи, страшна организација. Тоа е, мислам, да имаш можност да го видиш и да видиш луѓето ништо не зборат, само работат и се е окей. Колку се спремни. Токму и поради тоа Венеција е еден од оние градови во кој точно до бројка се знае колку туристи во текот на денот можат да влезат за во случај на некоја таква брза интервенција да можат и да ги изнесат, за да не се случи некоја несакана работа и затоа секој не може да отиде било кога во Венеција. Посебно остава впечаток тоа што, значи, многу залюбени двојки шетаат по уличките, тесните улички. Многу судбоносни, да, се кажани исто таму. Така, посебно интересно мостовите кои... Ставивте катанче на некој од тие мостовите, катанче на Немавме време, ние бевме премногу зафатени со слање на спотовите. Впечаток ми остави додека и на спотот го има тоа, додека се возиме во гондолата и сега луѓе на мостовите страна мислеа дека ние се запрасуваме со аплауз. Снимат Италијаните се огромни шармери, таму е се во знакот на љубовта, ама и во знакот на музиката и велат ако некогаш имаш недостиг од витамин љубов, отпатувај веднаш во било која дестинација во Италија и веднаш ќе ти се покачи нивото и на серотонин и ќе се чувствуваш посакано, посрекно, самиот воздух го налага тоа. Чудна работа. Значи, има нешто мајчно, има нешто, не е само до морето, така нелицове. Кои беа најубавите настани кои ги одбележавте во овие 20 години, со оглед на тоа еве и добивте син, кој исто така е ваш наследник, ги има музичките гени. Исто имаме и керка. Имате и керка, таа не е по музиката? По музиката. По музиката е, браво, браво, да се живи и здрави. Благодарим. И е добра, значи прилично добра, да не испадне дека е претерано, значи пофалба во врска со напредокот на нашата керка, но таа освои повеќе награди овој период и тоа први места на меѓународни надпревари. Браво. Сега сме и на државниот. Да, мај месец е токму, април месец е месец на надпревари, кога верувам дека сите се подготвуваат и се обидуваат да го дадат најдоброто од себе. Инаку, во овие 20 години, да се надоврзам на вашето прашање, значи, секако се присутни тука тие семејните веселби, свадби, крштевки, родендени. Слушам дека сте резервирани за цела година, до крај на годината. Каде најчесто настапувате сега? Најчесто Источна Македонија, тој ни е така некако регион. Радовиш, Струмица, Штип, Кочани, Делчево, Берово, така тој, Гевгелија, Валандово, тука тој регион си некако меѓу луѓето таму не препознаваат. Овој западниот регион на Македонија, ја доста работев и дебарскиот дел, меѓутоа не со цел бенд, него таму настапов јас со други колеги и имам и таму пазар, така кажено, меѓутоа главниот пазар ни е Источна Македонија. И Овчеполијата тука. Па да. Ајде малку збор два околу, кои се автори на песната, кои се подпишани автори на... Орце Зафировски, текст и Дарко Илиевски, музика и аранжман. Така.
Инаку само морам ова да го кажем, следниот период, значи освен во Македонија, ние излегуваме и надвор од Македонија, значи настапуваме и надвор. 2018, мислам дека бевме Германија, Дизелдорф, да ги поздравам таму нашинците. Сега 25 мај идеме Швейцарија, Берн, кај нашинците таму имаат Инјево диаспора, морам да ги поздравам, инаку моето потекло е од Инјево. Тоа се мои луѓе кои ги многу почитувам и ги многу сакам. Имаме таму сега прекрасна забава за Спасовден. Тоа е инаку селската слава на Инјево. Тие луѓе што се таму си прават таму слава и како на наше голема задоволство не поканија нас, ние да ја разубавиме таа веселба. Одлично. Благодарим. Поставувам дека ќе поминете супер. Знам дека имаме многу силно обединети македонци, посебно во тој дел од Европа. Посакувам со убави впечатоци да се вратите, да има уште многу песна, уште многу патувања и наредно патување, без разлика дали ќе биде тоа Италија, еден катанец од најголемите цобе да купиш и таму во тие мостовите на љубовта да го закачите тој катанец да ве има насекаде. Благодариме. Инаку спремаме и мислам аудиото е веќе готово, нова песна имаме на која музика сум јас и аранжман. Лупче Соколовски Бубе е исто така продуцент, да, и текстописец е пак Лупче Соколовски, да. Спот ќе се снима најверојатно втора половина на мај месец. Ќе го промовираме, ќе имаме простори за тоа, само вие работете и бидете вака неуморни, насмејани, со полна енергија. Немаме време да бидеме уморни и изморени. Така треба да биде. Јас со нетрпение чекам да го погледнеме промотивно најновото видео снимено во Венеција. Среќен пат назад до Радовиш. Денеска и за вас е работен ден, како и за многу други граѓани од нашава земја. Одиме со музика да си го разубавиме денот. Порти отвори за нас двајца влюбени, лудо влюбени. Дојди рака подај ми, животот не погали, среќна љубов тој ни подари. Tebe odvedi me, tvoja ќе sum јас, tvoja se кој час, живот да си делиме, да не се разделиме, ќе те љубам знај, душо се до крај. Е се што имаме, се што ние сонувавме, наша среќа и наш рај, љубовта е за нај. Љубовта е се што имаме, се што наша среќа и наш рај, љубовта е за нај. Дојди рака подај ми, животот не погали, среќна љубов тој ни подари. Еве рака земи ме, со тебе одведи ме, твоја ќе сум знај, твоја се до крај. Љубовта
е се што имаме, се што naša sreća i naš raj, ljubavta je znaj. Ljubavta je sve što imame, sve što nije. Sonuvav me, naša sreća i naš raj, ljubavta je znaj, ljubav daje znaj. Дека се множат многу успешни композиции на нашите гости, а сега повторно уште за една музичка звезда ќе обрнеме внимание. Верувам дека многумина веќе сте информирани дека Петар Грашо деновиве престојни ќе има концерти во нашиот главен град, во Македонската филхармонија. Двата концерти на 26 и 27 веќе се распродадоа влезниците, останува уште влезници за концертот на 29 април. Со Петар Грашо разговараше нашата колешка Ивана Крстеска-Јаневска. Многу повеќе детали за неговото доаѓање и за сето тоа како тој ја доживува македонската публика ќе проследиме во прилогот. Еден од најпопуларните, најталентираните пејачи во регионот. Човекот кој што буквално ги преполнува салите за концерти ширум регионот. Човекот кој што е роден во Сплит и кој што го распродаде веќе првиот концерт кој што е закажан за 26 април во Македонската филхармонија. Веќе знаете за кого станува збор. Петар Грашо ова утро во Добро утро секое утро. Добро утро, Петар. Добро утро и хвала на позиву. Петар, како ти почнува тебе денот? Па, имам неки свој ритуал кој ме чини сретним ујутро кад се пробудим. Осем тих нормалних, класичних прања зуби и све што сви радимо, волим две ствари и то годинама радим. Хладан туш, јако хладан туш. Значи, колко год, ако е вани -5 и вода е мрзла, хладан туш, неколико минута се туширам хладном водом, дишам и то ме припреми и onda slijedi ljepši dio jutra, a to je kapućino. Kapućino, neka lagana muzika, neki mali mir, jedno 15-20 minuta volim pročitati novine, vidjeti naslove, ne ulazim baš sve, vidjeti naslove, vidjeti kako se kreće nešto u svijetu i onda krećemo u dan. Mailovi, sastanci, koncerti, prove, putovanje. Има ли разлика во утрото кога е работен ден и кога е викенд? Pa znaš kako, zapravo ono što je vama vikend, to je meni rabotan dan i obrnuto. Najčešće se koncerti svih muzičara na svijetu odvijaju četvrtak, petak, subota. Jel tako da to su dani kad sam ja uvijek zauzet, s tim da sam jako često zauzet i tijekom tjedna puno sviramo. Hvala Bogu. Ali nema neke velike razlike od tog samog početka jutra. Dakle, uvijek je buđenje, samo da nije odmah akcija. Treba mi 20 minuta mog vremena. I biramo neke, znaš, sa godinama već iza mene 29 godina putovanja, sad već sam puno puta bio u svim gradovima i već znam gdje idem, znam u koje hotele želim spavati, kad dođem u hotel znam kako izgleda lobi, znam gdje je dobar kapućino, sve, znaš, tako da već neke konobare poznajem, tako da kod mene su zapravo vrlo slični rituali i kad je radni dan i kad nije. Така, Петар, пред 2 години започна едно ново поглавје во твојот живот со сопругата Хана, а веќе година и пол како што е родена нели малата Алба, па колку имаш време да се посветиш на татковството и да посветиш време на семејството?
Koliko sam dobar tata, to treba pitati ipak moju familiju, a ne mene, ali oni kažu da sam jako dobar. Sasvim sigurno nisam sa djetetom onoliko koliko su neki tate koji imaju svoj fiksan posao, koji rade u istom gradu, bude se u 7, vraćaju se s posla u 3. Ja sam malo drugačiji tata, ali opet sa druge strane sam opet više sa svojim djetetom nego neko koji ide na brod 6 mjeseci ili neko koji ide na neki, ne znam, u Afriku raditi nešto ili u Ameriku, nebitno. Tako da provodimo dosta vremena zajedno. Sad dok je curica još, dok je Alba još mala, nema vrtića, nema nekih obaveza svakodnevnih, jako puno je putovala sa mnom, ona i Hana, tako da je Alba već sa 1,5 dana stvarno vidjela i dosta mojih koncerata i dosta hotela i dosta prekrasnih gradova, trčala je po hotelima, voli putovac i drago mi je zapravo da nekako od malih nogu smo joj postavili da je mobilna. A sad to polako će naravno sve ići na svoje i krenit će u vrtić za 1 dana, život će ići nekim svojim smjerom i ja ću biti tu maksimalno šta mogu. Budem kući često i uživam zapravo biti u nekakvom familijarnom okruženju, onda kad nisam u svom drugom okruženju, to su novinari, publika, stage-evi, putovanja. Tako da radim se povratku kući i dosta sam često s familijom. Alba već ima 1,5 godina. Kako reagira na muzikata na tata? Ona prije svega začuđujuće, zaista začuđujuće, rano je počela generalno reagirati na muziku i počela je pjevati melodije. Sa nekih 9 mjeseci, 10, kad je stvarno bila mala beba, poslije jedna melodija koja je Tonči Uljić, moj tast, napisao za nju i ona je to slušala i počela je to pjevušiti kao mala beba. Mi smo pitali stručnjake da li je to uobičajeno da dijete počinje pjevati već sa 9 mjeseci i rekli su da zaista nije, da dijete počinje pjevati sa 1,5, 2 dana, tako da izgleda da zna pjevati, da će biti ne da će biti pjevačica, izgleda da će muzika biti u genima i da je u genima. A moje pjesme još nije toliko percipirala, voli fritulu ili je to onako veselo dječje, ali ono što moram reći da voli puno više od moje muzike, dok smo slušali YouTube. Ja ujutro pustim YouTube i pustim neke lagane playliste pop muzike strane i ona je to slušala, igrala se, međutim kada su krenuli Beatlesi, ona je stala. A Beatlesi su meni u srcu cijeli život najviše na svijetu, valjda je to ono genetski ima. I kad god je pjesma Beatlesa, kad vidi Lennona, kad vidi McCartneya, ona stane. Zašto je to tako, ne znam, ali to da dijete voli više Beatlesa nego mene, to mogu podnijeti, to mi je okej. Така се наближува и твојот роден ден, за неколку денови ќе го прославиш и својот 48 роден ден. Како ќе го прославиш роденденот? Rođendan ću proslaviti baš moj datum, rođendanski 19. mart ću proslaviti u krugu najbližih prijatelja u Zagrebu, jer 20. marta imam veliki koncert u jednom poznatom zagrebačkom kabare klubu velikom koji se zove Mint i zapravo piše birthday koncert. To će biti koncert u kojem ćemo uživati. Doće svi moji prijatelji drugi, imat će veliki stol, gledat će mene kako sviram i nakon koncerta ću se pridružiti i popiti sa njima neki gin tonic. Znači, bit će sve šta volim, moji prijatelji i sviranje. А што си посакуваш за својот 48 роден ден? Која е роденденската желба? Ništa više od ovoga što imam meni ne treba. Meni trebaju u životu ljudi oko mene da su zdravi i da su dobri, moje dijete da je živo zdravo, moja familija, moja žena, moja familija i da sviram neke koncerte koje volim, kao što je koncert u klubu Mint koji sam rekao sad u Zagrebu, ili kao što su koncerti koje imamo u Skopju, koje radimo sa Zagrebačkom filharmonijom. To je nešto što mi izuzetno radi. Pa Bože, sa Zagrebačkom, sa Skopskom, sa Makedonskom filharmonijom, pardon. I to je nešto što me jako raduje. Ги преполнуваш салите, првиот концерт е распродаден, има се уште карти за 27 април. Што очекуваш од концертот и за крај која е тајната на овој голем успех да се преполнуваат концертните сали? Idemo od kraja početi. Koja je tajna? Nema nikakvih tajni koje se kuhaju u nekim mračnim sobama, nego je tajna samo ta da radim s najboljim ljudima s kojima mogu raditi, da volim to što radim, da promišljam
o tome što radim, a s druge strane da puštam srce, intuiciju da kreiraju zajedno sa autorima s kojima radim već 29 godina, to su Tonči i Vjekoslava Huljić. Sve smo pjesme napisali mi. Znači nisam nikad išao u širinu i zato ljudi su nekako u meni prepoznaju, točno znaju što dobijaju. Ja sam autentičan i vjerujem da to kod mene nekako vole i te neke pjesme s kojima su odrastali ovih prvih 30 godina. A što se tiče samog Skopja, malo prije sam kazao u odgovoru, ja sam imao koncerte, isto bilo su 3 dana Filharmonije 2019. To je bila nekakva malo intimnija varijanta gdje sam bio ja, to je zapravo moja najdraža formacija svirke, gdje sam ja uz klavir i iza mene su 4 muzičara. I sviramo sve što nam taj tren padne na pamet, naravno od Graše. I to je bila jedna divna atmosfera gdje su ljudi na pola koncerta se malo ustali, plesali, što nije baš tipično za salu Filharmonije, ali i to je bilo divno. I onda sam razmišljao na koji način zapravo da napravim istu varijantu, ali da dignem još neki level up. I palo mi je na pamet da dovedem dio Makedonske Filharmonije, da zajedno s nama na akustičnim instrumentima sviraju još neki 10-ak violina. I to će biti neki, ja bih kazao, akustik, pop, mediteranijan spektakl. Eto, tako bi to rekao. Вистинско уживање. Навистина ти благодарам за двојното време. Среќен да ти е роденденот и се гледаме на концерт на 26 и 27 април во Македонската филхармонија. Hvala vam najljepša, još jednom hvala što ste me pozvali i vidimo se na koncertima. Hvala. Тука некаде полека ги дотрошуваме минутите предвидени за ова наше утринско дружење. Само ќе кажам дека денеска 24 април е ден во кој што Македонија излегува на гласање. Се одржуваат поред 7-мите председателски избори. Отворени се избирачките места на кои што треба очекувано е да гласаат 1.814.317 граѓани. Да се надеваме дека секој еден од нив ќе го искористи своето гласачко право и ќе излезе на избори. На самиот крај само уште ќе ви дадам една информација која што е важна за сите вие кои што не успевате поради обврски и се останато да си ги подигнете вашите лични документи. Имаме најава дека денеска личните документи можат да се подигнат. Е работен ден за тие служби на денот на изборите, како што информираат од МВР. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека одделот за граѓански работи, односно сите одсеци за управни работи на оваа организација на 24.4. ќе работат за издавање на личните документи со работно време од 8 до 19 часот. Граѓаните на Скопје своите лични карти ќе можат да си ги подигнат во полициските станици во Скопје. Посакувам да имаме мирен и релаксиран гласачки ден со што е можно помал број на отстапки и инциденти, а за се останато ќе ве информираат колегите од информативната редакција. Довидување.